Здраво, драги родители! Денес ќе зборуваме за тоа што значи да се воспита сигурно дете. Сигурниот начин да воспитаме сигурно дете е прво ние да бидеме сигурни родители. Зошто е тоа толку важно и битно? Затоа што кога ние не сме сигурни во своето собствено постоење како родители, кога ние не сме сигурни во своето собствено битисување, тогаш ние и не можеме да си ги видиме нашите деца онакви какви што се во нивното собствено битисување. Значи, во нивното собствено постоење, во нивната собствена природност, онакви какви што навистина се. Значи, ние кога така постапуваме, со такви диоптри ги гледаме нашите деца, низ таква призма, ние им го одземаме несвесно правото на нашите деца да си бидат свој, ги користиме за наши потреби, на некој начин, значи несвесно ги марионетизираме нашите деца и ги создаваме од нашите фантазии, ги создаваме од нашите идеи. И така да, уште од мали нозе, значи со ваков начин ние им ги одземаме, им ја одземаме нивната внатрешна врска, значи нивната внатрешна конекција и поврзаност со самите себе си, нивната внатрешна поврзаност со нивното детско битие, со нивната детска душа. И значи почнуваме ние како родители да ги користиме за себе, за она што ние сметаме дека е потребно, за нашите фантазии во нашите глави и значи ги изместуваме од нивното внатрешно детско битие. Значи ги изместуваме од нивната центрираност, од нивната равнотежа, ги изместуваме од нивната вредност која што се јавува со самото нивно раѓање. И тогаш започнува да се јавува несигурноста кај децата, започнува да се јавува недостојноста кај децата, значи тие да се јавуваат, да се чувствуваат недостојни, безвредни, и затоа што родителот овде му претходи на внатрешната конекција на детето. Значи, родителот несвесно на тој начин, кога не си го гледа своето дете, кога не делува спрема неговата вистинска суштина, тој го одзема детето од неговата внатрешна врска со самото себе си и го прави детето во она кое што сака родителот, смета дека треба да биде спрема родителските потреби. Меѓутоа, кога ние си го оставаме нашето дете да си биде онакво какво што си е, значи го гледаме во сегашниот момент, онакво какво што е, онакво како што битисува нашето дете во својата природност, тогаш нема потреба нашето дете да сака да се обезвреднува, значи тоа нема потреба да глуми идентитет, бидејќи тоа си е во својот собствен идентитет, значи нема тоа да го прави за да се заштити од нас, значи нема да се чувствува збунето, нема да се чувствува збркано. И така, значи само на тој начин, кога ги оставаме нашите деца да си бидат онакви какви што се, ние можеме да родителствуваме, да воспитуваме деца, сигурни деца. Меѓутоа, прво мора ние да бидеме поврзани со себе си како родители во една здрава конекција со нашата внатрешна сила, со нашата внатрешна моќ, во смисла на тоа да бидеме со една голема самодоверба, да бидеме исполнети со почит спрема самите себе си, за да можеме сето тоа да им го пренесеме и на нашите деца. Драги мои, толку за денес. И да не заборавам, значи повторно, доколку навистина ве интересира што е тоа, што се подразбира под свесно родителствување, кои се основните постапки врз кои што се темели свесното родителствување, како да се поврземе ние возрастните родителите со детското битие, ве повикувам да дојдете на бесплатното предавање кое што ќе се одржи на 25.10. во хотел Кристал Палас во Прилеп од 18 часот. Па, повелете дојдете. Се гледаме. Чао!